нашата екипа ова утро се наоѓа на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, како што споменати, зборуваме на тема спорт и здравје. Мој соговорник ова утро професор доктор Иван Анастасовски. Професоре, добро утро, како сте утро? Добро утро, одлично. Ова е и прв ден за мене кога треба да имам настава со новата генерација на студенти кои се досега, според моите информации, во најголем број запишани на нашиот факултет за физичко образование, спорт и здравје. И во контекст на вашата тема, гледате, и факултетот наш се реформира и оди во насока на подобрување и во името го додадовме терминот здравје. Оти спортот и здравјето имаат многу цврста врска еден со друг и се поврзани, и затоа треба нашето општество, нашата држава што побрзо да се свести и тие два система да ги стави во едно, се со цел да градиме здрави животни навики кај луѓето. Дали ќе бидат спортисти, дали ќе бидат професионални спортисти, тоа ќе живеат и ќе имаат големи трансфери, тоа е ирелевантно. Она што е најважно е преку спортот да се градат здрави животни навики. Не случајно ја одбравме оваа локација. Зошто спортот е корисен за нашето здравје? Постојано зборуваме дека треба да се спортува, меѓутоа никако понекогаш подзабораваме дека навистина е корисен и важен за нашето здравје. Во принцип, ако гледате спортот како таков, како гломазен систем, од него треба од тој дел да го извадиме од оној дел што се нарекува физичка активност, нели? Спортување е едно, од начинот на кој што спортувате, вие може да станете и професионални спортисти, да живеете од тоа, меѓутоа ако тоа не се случи, вие треба тоа што сте биле во спортот да го искористите за себе и пак ќе речам и ќе нагласам многу децидно за градење на здрави животни навики. И од тој аспект можеби физичката активност е многу порелевантна како еден рекреативен сегмент кој треба да ги држи луѓето на здравата страна од животот. Значи, ние можеме во даден момент да спортуваме, да кажеме професионално, да се откажеме од XY причини нашата кариера да не оди во посакуван правец, и затоа треба да го држиме спортувањето и физичката активност како многу важни сегменти преку кои ние ќе го одржаваме собственото здравје. Пример, ја знам дека има држави, еве ќе спомнам од блиско обкружување, да кажеме Словенија, која многу дава значај и која многу работи на тоа да го менува менталитетот на собствените граѓани, за да ги убеди дека треба да живеат здраво, треба да живеат спортски, преку користење на таа или употреба, ако сакате, на таа физичка активност која е многу важна. И затоа ја, бидејќи одам на многу семинари низ Европа и низ Балканот, правам една нова поделба во тој спорт. Она што говориме ние професионалниот спорт, каде што луѓето професионално се занимаваат со тоа живеат, и потоа има еден многу важен сегмент, тој младински развоен спорт, кај што мора да градите, да правите масовност, таму треба дечињата, без оглед машки, женски, да ги вклучуваат, да се вклучуваат што помасовно. И она една трета нова компонента, бидејќи имало многу теоретизирање во спортот, трета една нова компонента е, ја го викам, ајде на англиски кажам social спорт или општествен спорт, кој што токму за она вие што ме прашате. Тој општествен спорт треба да значи придобивање на целокупната наша популација во тој сегмент кој е исклучиво насочен кон градење на здрави животни навики. Преку спортувањето, преку физичката активност, ние да работиме на себе и знаете како? Има еден многу важен сегмент. Ако ги убедиме луѓето дека треба да бидат физички активни, да рекреираат и да спортуваат, верувајте, ќе го растеретиме од една страна и здравствениот систем. Живееме во ново современо општество, дигитална ера, меѓутоа не смееме да забораваме нови активности, не само најмалите, и ние повозрастните се разбира, затоа што ако сакаме да бидеме здрави во иднина. Во она што вие го најавивте во вашето прашање, дигитализацијата, сега што бев на последна дебата во Загреб, дигитализација полека, како што го превзема целиот свет, го превзема и спортот на некој начин, и има опасност дека веќе тоа све ќе се движи во некоја дигитална ера, во седечка ера или седентарен систем на живот. Ние мораме, особено теоретичарите и луѓето кои работат во областа на спортот и физичката активност, да го промовираме кинестетичкиот начин на живот или живот преку движење. Значи, човекот е измислен за да се движи. Не можеме да седиме по цел ден, да робуваме на одредени нови животни навики и да се запоставиме себе си и собствените животни навики кои треба да не движат во процесот да ние живееме здраво, живееме квалитетно, што мислам дека на овие простори многу ни фали. И затоа треба
и самата држава да влијае на граѓаните, да преку разни проекти, разни содржини, да ги мотивира да тие бидат физички активни, да рекреираат, да спортуваат. Значи, пак ќе повторам и многу пати ќе повторам, се со цел да ние самите си ги градиме собствените здрави животни навики, пред се ради себе и собственото обкружување. И тоа е многу важен сегмент. Сме зборували на тема ментално здравје и спорт, меѓутоа убаво е секогаш да подсетиме, бидејќи навистина и менталното здравје е особено значено, не само за спортистите, за младите луѓе и за повозрастните. Тоа е многу нова компонента и сега во последно време менталното здравје го поврзуваат со спортот и спортувањето од повеќе аспекти. Ја ќе кажам дека многу млади спортисти доживуваат некој ментален колапс од аспект ако се разочараат во спортот, професионално не успее нивната кариера и тие влагаат во некој зачаран круг или во некој тежок процес на кој што им треба сериозна рехабилитација. Спортот е секогаш тука, или рекреацијата, или физичката активност, за да, па дури ако сакате и од мој собствен пример, пешачењето, кое многу ќе влие за подобрувањето на нашето ментално здравје, внимавајте, ментално, физичко, социјално здравје и она што денеска се нарекува благосостојба, за да се чувствувам фино, за да чувствувам комотно во собственото тело, за да се чувствувам одговорно и да можам подобро да ги борам активностите, дневните активности. Многу е важно да се придадеме или да се приклониме кон кинестетичкот начин на живот или кон спортувањето, физичката активност или рекреацијата од било кој аспект. Дали сакате да трчате, да пешачите во водена средина, на планина, било како, меѓутоа многу е значено и многу е важно да се користи спортувањето и физичката активност. И она што го споменавте вие на почетокот, навистина радува фактот што годинава има многу повеќе студенти. Тоа значи дека некако стануваат свесни младите генерации? Да, стануваат свесни од аспект дека тоа ние не сме класичен професионален факултет кој треба да запишува само спортисти. Напротив, ние сме педагошки факултет кој треба да запишува средношколци кои сакаат понатака во животот да бидат педагошки работници и да работат во областа како што е спортот, физичкото образование, физичката активност, физичката култура и тие такви здрави животни навики кои ги стекнуваат и овде, бидејќи на факултетот има такви предмети, да ги пренесуваат на идните генерации. На крајот на денот, кај младиот човек, кога ќе трне во образовниот процес, прво што го сретнува е професорот по физичко и здравствено образование. Сега го имаме и нели од прво оделение веќе со тандем наставата и веднаш во него гледа идол. И тој треба да му биде рол модел како понатака детето треба да има однос према спортувањето, према физичката активност и ако сакате према према себе, за да се изградите како личност која ќе ја користи, употребува физичката активност и спортувањето, пак ќе повторам уште еднаш, можеби ќе бидам досаден, со цел да ги градиме здравите животни навики.